Folks, I'm going to say something outrageous. I know how to make government work. Not because I've talked or tweeted about it, but because I've done it. По 50 години во националната политика, кандидатот на демократите Џо Бајден смета на тоа искуство за да ја заработи довербата на гласачите во трката со Доналд Трамп за претседател. Тој се представува како добронамерен шампион од работните луѓе. For those who've been knocked down, counted out, left behind, this is your campaign. Џозеф Бајден јуниор е роден во Пенсилванија, во семејство кое финансиски се мачел. Дипломирал право и се вклучил во политиката. На 30 години станал најмладиот сенатор. На 36 години е избран за председател на Комисијата за надворешни односи на Сенатот, а најмногу е познат како потпредседател на Соединетите држави за време на Барак Обама. That I will support and defend the Constitution of the United States. Бајден досега имаше 2 неуспешни номинации за председателски кандидат. Сега се позиционираше како лидер, што може да ја обедини земјата. Our campaign reflects the diversity of this party and this nation. And that's how it should be. Because we need to bring everybody along. Everybody. We got to beat Donald Trump, and we will, but we can't become like him. We can't have a never-ending war between the parties. Бајден најави амбициозен план познат како да изградиме повторно подобро, за да и помогне на американската економија да се повреди од корона кризата. Повикувани инвестиции во грижа за децата, во здравствената заштита и во образованието, што треба да отворат 3 милиони работни места. Бајден рече дека посветеноста на здравствените реформи делумно произлегува и од трагедиите во неговото семејство. Неговиот син Бо почина од рак на 46 години, а Бајден ги загуби својата прва сопруга и ќерката во сообраќајна несреќа во 1972 година. It seems to me that we should be thinking about healthcare not as a privilege but as a basic right. Бајденовиот план вклучува и околу 2 милиарди американски долари за чиста енергија и инфраструктура, политика за која Трамп рече дека ќе ги поткопа интересите на деловните активности на Соединетите држави. He wants to kill American energy. He wants to re-enter the unfair, one-sided Paris Climate Accord, which will destroy us. Во меѓународните работи, Бајден рече дека има за цел да ги натера Соединетите држави да се вратат на чело на масата. Во досегашната кампања, Бајден сигнализираше дека би сакал да го обнови договорот од 2015-та со Иран за нуклеарната програма. Бајден зазеде и цврст став против Русија поради незината улога во украинскиот конфликт и незиното наводно мешање во американските избори во 2016-та. Biden says that his top, if he identified an absolute top foreign policy priority immediately, would be to reassure NATO allies. That he says, the day after I win the election, I would be on the phone there with those allies. Како и Трамп, и Бајден се соочи со обвиненија за непристојно однесување. Неколку поранешни колешки тврдат дека се однесувал непримерно кон нив, а една го обвини за сексуален напад, што беше категорично негирано. Тој исто така се соочи со критики за позицијата на неговиот син Хантер во одборот на компанијата за Казбуризма во Украина, додека Бајден беше подпредседател. Џо Бајден и Хантер негираа какво било погрешно работење во врска со Украина. Ако биде избран, кога ќе ја преземе должноста, Бајден ќе има 78 години и со тоа би бил најстариот американски председател. I like running against people that are weak mentally. I think Joe is the weakest up here. All I got to do is watch me, and I can hardly wait to compare my cognitive capability to the cognitive capability of the man I'm running against. Демократската партија одржува виртуелна конвенција на која Бајден треба да биде потврден како номиниран за председателски кандидат и да ја почне конечната битка за местото председател на Соединетите држави.